Дебатата утре вечер во Комисијата за европски прашања на холандскиот парламент се смета за решавачка за насоката во која ќе трнат финалните преговори меѓу земјите членки на Европската унија за заклучокот што би го донеле на 15 октомври. Ова е писмото од шефот на холандската дипломатија Стеф Блок, кој ќе биде основа за утрешната расправа во парламентот во Хаг. Во клучниот параграф за земјава се наведува: холандската влада ја дели оценката на Европската комисија дека владата на Северна Македонија презеде многу позитивни чекори во изминатата година. Договорот од Преспа е пример за регионот и преземени се видливи чекори во реформската агенда. Продолжувањето на случаите на СЈО е обезбедено со нивниот трансфер во јавното обвинителство. Значаен чекор што треба да се преземе е усвојувањето на закон што ќе гарантира независно гонење на можна идна корупција на највисоко ниво. За ова прашање има постојана интензивна консултација меѓу опозицијата и владата. Ова засега не донесе конкретен епилог. Во сличен тон беше напишано и писмото на министерот Блок во јуни, кога холандскиот парламент се согласи со отворање преговори со Северна Македонија, но не и со Албанија. И во новиот допис Блок прави разлика меѓу двете земји. За Албанија нема фразата дека холандската влада ја споделува оценката на Европската комисија, туку само се поздравуваат одредени чекори преземени од владата во Тирана и се нотира дека треба да се направи многу повеќе во борбата против корупцијата и организираниот криминал. При тоа, холандската влада наведува дека дел од земјите членки се уште не решиле како ќе се позиционираат за прашањето за отворање преговори со наведените земји, иако вели дека мнозинството од нив се за позитивна одлука за двете заедно. Овие земји членки ја нагласуваат трансформативната моќ на проширувањето. ЕУ мора да ги исполни своите ветувања. Северна Македонија и Албанија тоа го направија, велат овие земји членки. За многу членки од непосредниот регион, геополитичките консидерации и стабилноста во регионот исто така играат улога. Затоа голем број земји членки сакаат поврзување на двете одлуки. Овие членки потенцираат дека станува збор само за почеток на долг процес, а не за членство. Во писмото Блок, кој како да сака да подотвори врати и за Албанија, нови аргументи ги придодава и заклучоците на Бундестагот за безусловен почеток на преговори со Северна Македонија и условен со 9 задачи за Албанија. Освен холандскиот, неизвестен останува и францускиот став. Претседателот Емануел Макрон се уште не им ја соопштил својата одлука на европските партнери, што за 360 степени го потврдува и ПКХ Ависто. Министерот за надворешни работи на Финска, земја претседавач со Советот на Европската унија, што значи и со одлучувачкиот состанок на министрите следната недела во Луксембург. Well, we have not yet been informed exactly about the French position, but of course that's also something that certainly is developing and will be published during these days. But as presidency, of course, we have been given the necessary time for all countries to make up their decisions and follow their own procedures. And of course, things are also moving in this region, and discussions are ongoing and so forth, and political situations always a little bit changing. When do you see the overall picture in the Balkans? Where do you see North Macedonia? What are the, let's say, good points and the weak points in North Macedonia's portfolio? Well, I think different arguments can be used. First of all, of course, those who might be hesitant are not necessarily hesitant towards certain countries, but they are hesitant of procedures of European Union itself, that, you know, first we have to deepen our internal cooperation and make it working better, and that we have also sometimes troubles with existing member countries and so forth, that we have to cope with those issues first. I think that's a relevant argument as well. Then we have countries who might say that let's concentrate to the rule of law issues again first inside the European Union, that we have mechanisms to tackle these issues and so forth using our financial tools, and then only after that we should discuss about the enlargement. But then there is also this, I would say, more geopolitical or regional argumentation that Western Balkans has always been very important part of Europe, and also that we as Europe and European Union have already invested quite a lot to the region, to the different countries here after the Yugoslav war and so forth. I think I'm sharing that argument very much, that we should actually invest
continuously to this region. This region is politically important for European Union. This is important when we look to migration element, when we look to economic growth in European Union and so forth. Се поизвестно е дека членството на Северна Македонија во НАТО нема да се официализира на самитот закажан за 3 и 4 декември во Лондон. Надежите што техничкиот премиер на Шпанија, Педро Санчес, му ги пренел на премиерот Заев во Њујорк, дека парламентот во Мадрид би можел да го ратификува пристапниот протокол за Северна Македонија до самитот на НАТО, неверојатно паѓаат во вода, зашто зборува шпанскиот аналитичар Мигуел Родригес Андреу. Шпанија оди на предвремени избори на 10 ноември. Spain supports the North Macedonian NATO accession, and probably the optimism of the Spanish president is consistent with this reality and the fact that Sanchez thinks that he will win next elections. But the political scenario in Spain right now makes very unlikely the approval before December. Ratification of the protocol has to be approved by the plenary of the Spanish parliament, and both chambers, Congress and Senate, are currently dissolved. Until the chambers are formed, it won't be possible, although I believe that sooner or later, in 2020, it will be approved. Веќе се знае датумот за конституирање на новиот шпански парламент по изборите. Првата седница е закажана за 3 декември, денот кога почнува самитот на НАТО во Лондон. Можно е Шпанија да биде единствена од 29 земји членки на Алијансата што нема да успее да го ратификува протоколот до декември. До сега, 21 држава целосно е завршија процедурата на ратификација на протоколот и негово депонирање во Вашингтон. Во Чешка се чека уште подписот на председателот Милош Земан, а во Велика Британија на министерот за надворешни работи Доминик Раб, најавено за следната недела. Во Холандија пак, долниот дом на парламентот гласаше за, но за заокружување на процесот треба да се изјасни и горниот дом. Очекувањата се дека тоа ќе се случи во наредните недели. Слична е и ситуацијата во Италија, каде одлуката на Сенатот беше делумно одложена поради политичката криза во земјата. Идната недела пристапниот протокол за Северна Македонија во НАТО треба да се најде и пред Националното собрание на Франција. Во Исланд, каде постапката во парламентот е започната на 10 септември, не се очекуваат проблеми за нејзино финализирање, поради консензусот на најголемите политички партии во парламентот. Прашање е кога Сенатот на Соединетите Американски држави ќе реши да го стави протоколот на пленарна седница. Не поради политички дилеми, туку поради досегашната пракса Америка да биде државата што последна го ратификува новото членство. Овој пат на Република Северна Македонија.